А вечер ќе започнам една мини-серија проповеди посветена на Светиот Дух. Не толку, иако и тоа за жал става актуелно, затоа што постојат сега разни доктринални ветришта кои што го зафати и адвентизмот, разни неслагања и недоразбирања и нејасноти околу Светиот Дух, околу личноста на Светиот Дух. Значи, не толку догматски, нема да се занимаваме догматски со таа тема. Таа тема беше современо, значи, есента 14-та година, веќе 4 години ке се даваше, започна таа серија за тројството и не ја завршив. Ѓавол направи страшно голем проблем таа есен и мора да ја прекине таа тема. Тоа ќе поможи, не знам. Што знае. Тоа е сепак сериозна тема. Но јас би сакал малку да размислуваме за Светиот Дух повеќе во насока на нашата духовност, значи не толку доктринално за Светиот Дух, за нашата духовност. Прво, затоа што сакам да нагласам, и еве посебно да нагласам за сите што ќе гледат случајно оваа проповед или сега ако не следат на пренос, дека христијанскиот празник, духовден, е утре, а не вчера или денес. Но идиотските власти, кои што не им е јасно ниту православието, ниту нивната вера не им е јасно, а таму е нешто повеќе. И се уште не знам зошто вчерашниот ден е празник, се уште не знам. Нема никаква врска со духовден. Добро, можеше да биде понеделникот празник, како што е Велик ден. Значи, како што е Велики петок е празник, затоа што е за Велики петок. Не заради Велик ден, не се слави Велик ден во петок. Туку се слави Велики петок. И се за душница, не е. Е сега, денес е за душница, саботата е за душница. Според православната. Не е ниту вчерашниот ден, ниту утрешниот, сред утрешниот врска. Во православниот календар постојат 4 задушници во годината. Ако беше за душницата празник, значи за духовите на умрените, тогаш трябваше да има 4 такви петоци во годината, кои што ќе треба да бидат неработни, ама не е така. Не е за душницата празник. Јас се уште ги прашувам загубените во просторот и времето македонски власти, бивши и сегашни, да ми одговорат на едно прашање. Кој празник се празнуваше вчера, за да вчерашниот ден биде неработен ден, освен причината што ја кажа се стабара. Освен желбата да се спои. И не се паѓа секогаш така, значи за душницата, кога е Свети Кирил Методи. Бидејќи со духовден пак, значи со утрешниот празник, кој што е Петдесетница, кој што секогаш се паѓа во недела, како што Великден се паѓа во недела, како што во Стариот Завет празникот првиот јачменов сноп се паѓаше во недела, секогаш, секоја година, како што Господ рече уште во 3 Мојсеева 23 глава. Утредната по саботата да се принесе тој сноп од јачмен, символ на Христовото воскресение. И броејќи од таа недела 50 дена,
Петдесетница, значи, Петдесетницата е повторно недела, во случај што е утре, кога Господ го дал законот на Синај во Стариот Завет, иако баш ова не го пише во Стариот Завет, кој ден се случи тоа страшно законодавство со молни, со чад, со Божја труба и со голем страх, почнувајќи од Мојсија, па и сите израелци што беа присутни во тој синејски призор. А во Новиот Завет, излевањето на Светиот Дух врз апостолите во Јерусалим и почетокот на таа силна евангелизација, уште со првиот клуч, кога после Петровата проповед 3000 души беа крстени истиот ден, се покаја и го прифатија Исуса Христа за свој спасител, а потоа, како што проучувавме повеќе саботи, Господ го ширеше тоа Евангелие со силата на Духот Свети и кај другите народи и работи на спасение на многу човечки души до денес. Но вечер ќе почнам, би сакал малку да видиме, бидејќи до сега горе-долу зборуваме за Светиот Дух. Светиот Дух многу се открива во делата на апостолите, че во целата ова серија што ја имам за библиските проповеди, и сега сме во делата на апостолите, треба да почнеме со првата Павлова проповед, во синагогата во Антиохија Писидиска, каде што застанавме 13 глава, и ќе продолжиме. Ако даде Господ живот и здравие, летово ќе продолжиме со делата на апостолите. Би сакал малку да размислуваме денес и следната сабота, па дали ќе продолжи и после неја, ќе видиме за Светиот Дух во Стариот Завет, прво во Стариот Завет. Каде се го гледаме Светиот Дух во Стариот Завет? Дали го гледаме? Духот како Дух не се гледа. Меѓутоа, уште на самиот почеток во создавањето, што читавме? Ако се сеќавате на библиската полука од првото тромесечие минатата година, тоа беше полука посветена на Духот Свети. Првиот стих вели во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Значи се споменува Бог во првиот стих од Библијата. А во вториот стих што се споменува? Пак Бог се споменува, ама конкретно се споменува третото лице. А земјата беше неоформена и пуста. Имаше темнина над бездната и Божјиот Дух лебдеше над водата. Божјиот Дух од тука, кога би ги барали сите стихови само во Стариот Завет, кои што го спомнуваат Божјиот Дух. Не знам дали годинава ќе ги биде долго, за да не завршим ова мини серија. Или неколку години може би. Божјиот Дух, бидејќи како свет Дух, со таа придавка Светиот Дух, може би нема да го најдеме во Стариот Завет, така наречен. Но како Божиот Дух ќе го најдеме на илјадници места. Ќе го најдеме на многу места. Јас би сакал да покрај сите тие места што нема да можеме да ги читаме и да ги споменеме, конкретно, многу ми се допаѓа записот за духовното искуство на првиот израелски цар, Саул. Токму затоа што тој цар имаше трагичен крај,
трагичен живот, бидејќи на некој начин слободно може да се рече како загубен од вечен живот. Меѓутоа Господ, спротивно на доктрината за предестинација, Господ многу се обидуваше, многу се бореше за срцето и на тој цар. Посебно на еден восхитувачки начин се обидуваше да го допре срцето на тој цар. Во 2 наврати тоа се случи, дури до тој степен, што во 2 наврати Библијата не информира царот Саул, го имал духот на пророќството. Го имал Светиот Дух во она мерка во која што го имале пророците во сите времена. Ќе повикам да отвориме, прво ќе го проучиме вечерова првиот таков случај, првото негово искуство со Светиот Дух, значи чисто старозаветно искуство. Ќе отвориме во првата Самуилова книга, 10 глава. А следната само така даде Господ живот и здравје, ќе зборуваме за 19 глава. Прва книга Самуилова, ќе отвориме во 10 глава. Се сеќавате како Самуил го помазува Саула за прв цар на Израел. Да не должиме многу, Саул, кога бил помазан за цар, кога тргнал на пат, за да пат кој што ќе го доведе до средба со пророкот Самуил, тој воопшто не тргнал со намера да се сретне со него. Самуил бил последниот судија на Израел. Туку Саул, заедно со својот слуга, бил на пат да ги најде изгубените магарици од неговото стадо. Тоа може да го читаме во предходната 9 глава, кој сака може тоа да се прочита дома, интересно е, посебно интересно да се прочитаат. Ја навистина ви препорачувам, бидејќи тоа многу ми се допаѓа. Прочитате ги сите глави од книгата Патриарси и пророци, сите глави што се однесуваат на царот Саул. Многу се убави. Во 10 глава, таа глава започнува со следните зборови. Изеде Самуил сад со масло. Го излеа из главата негова, значи врз Саула, го бакна и рече: еве Господ те помаза за владетел на своето наследство. И сега внимавајте што понатаму кажува пророкот. И кога ќе тргнеш сега од мене, ќе сретнеш 2 човека близу до Рахилиниот гроб. Понатаму. Во Венијаминовите предели. Овде веројатно на еврејски местото е наречено Целцах. Не знам како го читате превод. Да? Значи и фали нешто тука. Од првиот стих. Сакаш да го допрочиташ? Изеде Самуил сад со Еле, дојде на главата негова и го бакна и рече: еве Господ те помаза за цар над своето наследство по Израел. И ти ке царуваш над народот Господот, ќе ги избавиш од рацете на огромните непријатели нивни, и ете ти знак, ете Господ те помазал за цар на своето наследство. И после почнав се тоа во вториот стих. Да, благодарам. Значи, оно што почнува од вториот стих, значи нешто што ниту современата технологија не може да го постигне. Значи, не постои апликација која што може да ви каже секој ќе излезете назад од црква на вечерва, значи да ви прорече по кои улици ќе се движите,
што планирате да правите и кои луѓе тие прават, што планираат да прават и по кои улици ќе се движат и каде ќе се сретнат со вас. Тоа нито една апликација не може да кажа. Бидејќи се работи за пророчко знаење. Треба да постои пророчко знаење. Да знам сега трајче со точка кој ќе се замине вечером тука, дали ќе врне пак прво. Ај тоа може да се знае човечки. Може. И е добро, но трајче може да ги расите. Не знам дали знаете тие прогнози. Со само една молитва. А тек кој со кого се ќе се сретнете на пат. Затоа треба пророчко знаење. Бидејќи треба да знаете другите луѓе што прават во моментов и што планираат и каде ќе одат вечерва и кој од нив ќе се сретне случајно со вас. И сега такво нешто му кажува Самуил на Саула, на новопомазаниот. Значи, ги сретнеш тие луѓе во Целцах и тие со радост ќе ти кажат, се најдоа магариците што одеше да ги бараш. И ете татко ти, заборавајќи ги магариците, се обезпокои за вас, велејќи што стана со синот му. Понатаму, откако ќе отидеш понатаму и ќе дојдеш кај Таврскиот даб, или какви детали кажува оваа пророчка апликација. И таму ќе те сретнат тројца луѓе. Каква е ова знаење? Кои одат кај Бога во Ветил, ете, намерите на тие луѓе, каде одат тие сега, и каде наумиле да одат. Едниот носи 3 јарија, другиот носи 3 леба, а третиот носи мех со вино. Ова нито ција не може да ви го кажа, толку детали. Значи, што носи во джебот некој? Може да го лоцира некој кај се наоѓа во моментов и каде оди, по кој правец се движи, ама сега и јагињата добро, ама сега за лебовиве и за небот со вино не знам. Толку детално. Да се шпионира што прави некој и што се има со себе во моментот. И тие ќе те поздрават и ќе ти ги дадат 2 леба и ти ќе ги земеш од раците нивни. Значи, нивните намери. Потоа ќе дојдеш во Божиот рид, каде што е филистејската стража, и кога ќе влезеш таму во градот, ќе сретнеш група пророци кои следуваат од ридот. Значи, ова е се во подоцна и подоцна, значи, што сега кога све ќе сретнеш, после тоа. Много интересно. И пред нив псалтир и тимпани, и свирки, и харфи, и ќе пророкуваат. И доаѓаме до главната тема. Значи, кога ќе ги сретне Саул пророците, што ќе пророкуваат кај Божиот ред, што ќе се случи? И некој Божиот ред е, знаете? Овие луѓе што со јагињата пред тоа, ќе ги сретне Саул кај Таврскиот даб. И битоа тие луѓе за нив е речено дека одат кај Бога, каде? Во Ветил. Значи тие ги сретнеш кај Таврскиот даб, ама тие се движат кон Ветил. Ветил е светото место каде што Јаков ја видел небесната скала, каде што Господ му се јави и затоа го нарече тоа место така, Бетел, Дом Божи. 6 стих. И Духот Господов ќе слезе врз тебе. Ево Духот Господов. Духот Господов ќе слезе врз тебе. И ти ќе пророкуваш заедно со нив и ќе станеш друг човек. Каков човек? Кој е тој друг човек? Тоа е нешто што некој од нас имат искуство на своја кожа. Ќе станеш посветен човек. Ќе станеш свет човек. Кога ќе ги препознаеш овие знаци, тогаш прави
она што раката твоја и тука е фаничен катастрофа. Што ќе посакаш да се она што може раката твоја пише. Раката моја може се да прави. И добро и лошо. Но она што ќе посака, што е битното. Овде имаме една силна новозаветна вистина во овие старозаветни стихови. Кога Господ живее во тебе, кога Светиот Дух е во тебе, тогаш што и да посакаш да правиш, ќе биде по Божија воља. Бидејќи тоа што ќе го посакаш да го правиш, ќе биде по Божија воља. Затоа пише во Псалмот, 34 Псалмот, 7 стих. И Господ ќе ти ги исполни сите желби на твоето срце, како тоа се ќе рече. Затоа што посветениот човек, оној што се надева на Господа, е човек кој што ги има само светли желби. Тој или таа нема да имаат грешни желби. И кога постои Господовиот благослов во животот на човек, на било кој од нас, тогаш се што ќе превземеш да направиш, секој потфат, секој дело ќе биде благословен. Едноставно ќе ти оди. Сте ли имали тоа искуство? Сте ли имали искуството кога ве води Духот Божи, што и да превземете да направите, било кое дело, потфат, едноставно оди како под мачка. А кога е затворена вратата, кога Светиот Дух не благословува некоја желба, намера, план, потфат, тогаш личи како со глава во зид. Колку и да се обидуваме, не оди напред. Вакво искуство значи имали и самиот цар Саул. Него му се случи сето ова што му беше проречено, сите овие детали. И ја само малку би прескокнал и веднаш би се префрнал и 9 стих, значи од 6 и 9, и 7 страница, Сокрет на Оспиот. Вели 9 стих, и штом Саул се сврте за да си оди од Самуил, Бог му даде друго срце. И сите овие знаци се збидна во истиот ден. И ова до сега, што прочитавме, и јас можам да го препознам во моето искуство. Почево живо неговото. И сите вас, да не споменам посебно. Можете да го препознаете ова искуство. Светиот Дух да го промени вашиот живот, вашиот, да ви даде друго срце, да ви посвети. Ова сме го знаеле. Не е нешто обично, тоа е невообичаено, тоа е надприродно, тоа е благословено, славно дело. Без тоа нема спасение, нема оправдание, нема посветување. Меѓутоа, Господ не застана тука кога е Саул го прашал. Саул не беше помазан да биде пророк. Саул не беше помазан да биде свештеник или првосвештеник. Саул беше помазан да биде цар. И Давид после него е помазан да биде цар. Но освен што беше цар, што друго е Давид? По Божјата благодат е пророк. И е автор на вдахновени библиски текстови на Давидовите псалми, бидејќи не се сите негови.
Соломон беше исто така цар, неговиот син. Беше ли и пророк? Па, може да се каже дека беше. Ако ништо друго, беше писател на вдъхновени библиски книги. Според апостол Павле, кој ги пишал библиските книги? Според значи на Тимотеј Павле нели му вели дека сето писмо е од Бога вдахновено, што значи Светиот Дух, тој збор вдахновено, вдахновение, колку подразбира Светиот Дух. И тоа малце го објаснува Петар, ако се сеќавате, исто така од Владска полука. Зашто ниједно пророштво не би од човечка волја, умисла, намера, туку светите Божии луѓе пишуваа водени или раководени од што? Од Божиот Дух, значи од Светиот Дух. И само да продолжам. Значи, прва Самуилова, 10 глава сме. Господ му даде друго срце во 9 стих и сите овие знаци се збидна во истиот ден. И сега 10 стих. Кога дојде до Ридот, ете го пресретна групата пророци. И што се случи? Кога се сретна пророците? Тоа што само ги рече да се случи. И Духот Божи слеза врз него. И тој пророкуваше меѓу нив. Ова со мене да се не случи. Почне со тебе ова се не случи. Било кој од вас се има случајно ова со вас? Се до 9 стих можеме да речеме дека со нас се случило. И знаеме дека постои Светиот Дух, бидејќи сме го искусили. Но, да го добиеме и дарот на пророштвото згора на тоа беше посебна премија за Саул. И тој пророкуваше меѓу нив. 11 стих вели: сите што го познаваат до вчера и завчера, значи што го познаваат луѓето, кој бил? Саул. Откако видува дека тој пророкува со пророците, си веле еден на друг: што се случило со Кисовиот син? Зарем и Саул е меѓу пророците? Епе сега нешто 12 да прочитам. И еден од оние што беа таму одговори и рече: па кој е нивниот татко? Затоа излезе изрека: зарем и Саул е меѓу пророците. Значи, ова станало поговорка кај израелскиот народ. Кога се случило нешто невообичаено, неочекувано, чудно, неверојатно, нешто неверојатно, израелците велеле: зарем и Саул е меѓу пророците. Како изрека го велеле, дори кога нема врска случајот со Саул, како изрека го велеле, како поговорка, секогаш кога се случило нешто неверојатно, нешто чудно, неочекувано и невообичаено. За жал, Сауловиот живот тркнал во погрешна насока, иако не веднаш. Подоцна, кога веќе бил цар, утврден цар. Но ќе видиме следната сабота, дека Господ и дури и тогаш, значи кога ќе стигнеме до 19 глава, дури и тогаш кога неговото срце беше закоравено во греф, образа, беззаконие, кога неколку пати веќе се имал обидено да го убие Давид, значи атентат, значи едноставно паднал на ниво на ЦИА, МОСАД и други воени службеници. Да планираш со умисла да го убиеш својот брат. Колку ниско може да биде тоа. И замислете, Господ и тогаш го променил срцето на Саул, иако Саул не дозволи Светиот Дух да завладее за секогаш и да го промени за секогаш.
И дори тогаш почнал да пророкува. Но за тоа повеќе следната сабота. Чуда, едноставно чуда, за мене ова е една од најфасцинантните чудесни искуства и теми воопшто кога е во прашање Светиот Дух. Како Светиот Дух може од најголемиот грешник, пример за тоа беше Саул, но дори во 19 глава, бидејќи сега не беше грешник, сега беше на почетокот на својата кариера, кога Светиот Дух го благослови на посебен начин, дури и со пророчки дар. И Саул го започна царувањето по пророк. Но и тогаш кога ќе падне во најголемо беззаконие, во најлоша духовна состојба, Господ нема да го остави, ќе се труди повторно да го освои неговото срце и ќе му го даде одново Светиот Дух и дар на пророкството во 19 глава. Нека го фала и слава